Добар ден, криптоентузијасти. Некои интересни муавити стигнаат до мене. Ова видео е првенствено за да ви кажеме до каде е работата со самото студио, што е оно што планираме да го направиме од сега па натаму со цел да достигнеме професионалност. Но пред да го направиме тоа, мораме некои работи да искоригираме, да објасниме, затоа што гледам дека на некои луѓе изгледа нешто не им е јасно. Ева ка сега. Значи, знаете и сами дека јас овој канал го работам како хоби, така? Уште од 2022 година па наам. И знаете дека идејата на каналот мене првично ми беше буквално да пробам да разменам мислење, да разменам знаење со останатите македонци со цел нели да научам нешто и јас од луѓето кои што се полого време во оваа професија, во оваа да речем категорија. Сега доаѓаат муабети до мене како јас сум почнал да наплакам. Значи сега ќе ги поставиме работите. Многу едноставно, ќе ви покажам како стојат работите, а вие сами кажете ми дали сум јас со право или не. Значи, неминовно е дека јас ова го работам професионално, се разбираме. Иако јас моментално го работам професионално само од инвеститорска позиција, од инвеститорски аспект, значи, тоа што вложив 2,5 години во работа на каналот, ми дава така речено нели веќе некој карактер на професионалност во оваа сфера, така. Сега, значи гледаме дека македонскиот народ има доста голем бенефит од тоа што го работам и нормално досега, значи буквално еден денар не сум земал за едукација од македонскиот народ, така. И истото ова нема да се промени, значи како и досега ќе продолжи и понатаму. Зошто го велиме ова? Затоа што никој за ништо што е направено на нашиот канал не ви наплати, ниту пак ќе ви наплати, така. Сега зошто го велам ова? Значи имаме две опции. Првата опција за овој канал да биде професионален и да не морам да побарам помош од ваша страна е да чекаме до 2027 година, што својствено ќе биде така речено почетокот на следниот bull market и очигледно веќе ќе имам поставено солидно инвестиционо портфолио нормално во криптопазарот, заедно со планот да довршиме нашата да реализираме нашата майнинг фарма. Тогаш ќе имам доволно пари каде што нема да имам потреба да работам, ќе имам долгорочна резидентна ID карта во Малта и тогаш ќе можам буквално дали ми се допаѓа или не, кога сакам, кога имам време да работам на каналот професионално, така. Тоа е првата варијанта, која што нормално ќе треба многу повеќе време, затоа што, значи, да бидеме јасни, на крајот од денот јас морам прво да се посветам на моето портфолио, така. Значи, мислам дека тоа ви е крајно јасно. Ово што јас го работам добро намерно и добро волно и, значи, ништо од тоа што јас досега сум го направил, не сум ви замерил дека не сум наплатил, таман работа, направено е за македонците буквално од срце. Но сега наеднаш гледам некакви муабети од тоа како јас сум наплакил на македонците, ете конечно и гимиџијата почна да наплаки. Што тоа јас наплакил? Значи, втората варијанта е за да го направиме ова професионално, а на сите вас ви се допаѓа муабетот да биде професионално, така? Значи сите вие барате да стигне ова на повисок квалитетен левел, така? Значи материјалот да биде поквалитетен, да има повеќе материјал, сето тоа да го направиме да биде уште по да речам едукативно и информативно за македонците ширум светот. Така, значи на сите ви се допаѓа таа идеја. Сега кажете ми вие, како да ја реализирам таа идеја кога јас морам да се фокусирам на моето инвестиционо портфолио, каде што моментално го имам потенцијално најголемиот bull market на сите времиња, каде што јас морам и понатаму поради тоа што немам долгорочна резидентна карта да продолжам да работам, затоа што јас овдека не можам да бидам во Малта доколку не работам, така. Значи, кога ќе погледнете сите тие работи, од друга страна, нели, колку и да јас имам тргнато на страна инвестирано, јас сигурно нема сега да почнам да вадам од моите крипто инвестиции, за да не морам да работам и да работам бесплатно на канал. Бидеме јасни, значи на крајот од денот секој треба да обезбеди првенствено сопствената фамилија, така. Се значи дека сега ни по точка разно јас не можам целосно се посветам на овој канал, а при тоа да не побарам помош од ваша страна. Со тоа што јас во оваа ситуација никого не го принудив да ми плати нешто, никого не му кажав дека треба да ми прати пари за да може да гледа нешто, така? Значи јас што велам? На еден или на друг начин сите овие материи ги добиваат сите македонци без исклучок. Што значи дека ништо од основните принципи на каналот не се смениле. Ниту еден, така? Значи целата материја понатаму ја добиваат сите македонци. Напротив, наместо помалку ние почнеме да работиме уште повеќе. Значи вие моментално во последниот период имате барем 6 видеа во 7 дена. Во една недела, така? Што значи дека Оно што ние моментално го побаравме од вас е, доколку сакате
побрзо да го достигнеме тој статус на професионалност каде што ќе можеме уште професионално, да речем исцрпно и по-детално да се посветиме на едукација и информирање на македонската нација, тоа да го направиме со ваша помош, така? Со тоа што нормално, значи ја не можам да разберам луѓе што очекуваат. Ако некој не ми помогнал финансиски со донација да едноставно достигнеме некое следно професионално ниво, очигледно е дека јас морам на тие луѓе барем нешто да им угодам, така, значи нешто да им дадам плюс, затоа што сепак за македонците да добијат по-професионална материја, да добијат подобра и повеќе материја, повеќе информации, они издвоиле од сопствените пари за да јас можам така речено да изградам нешто повисоко, така, на некое подобро ниво. Еве сега ќе ви кажем една интересна работа. Значи, сега мене за она што моментално го премувам во ова студио ме кошта некои добри 1500 евра, така. Значи, ни по точка разно вие не сте ми дали 1500 евра, ниту пак до сега ако собираме од сето тоа што моментално сме го примеле, јас сум добил 1500 евра, така. Сето она што претходно го праќавте беше во два случаи дадено во добротворна акција, знаете и сами. Значи станува збор за купување прехранбени продукти и давање на една од црковните организации во Велес, така. Што значи дека се што се платиле до сега, се што се дале на овој канал, се било транспарентно дадено на македонците во Македонија, така. Дополнително, овие 1500 евра, сега ќе кажам од каде се тоа. Значи ја морав да купам 2 бироа, 2 столчиња, така. Овдека дополнително само микрофонот кошташе околу 120 евра. Па светло ни треба. Па треба да купиме звучни панели, нели, да направиме ова да биде професионално, така. Еден звучен панел за 60 сантиметри ширина мене ме кошта 85 евра. За да можеме тоа да го направиме да биде професионално, така. Јас ниту во еден момент не ви кажав луѓе дајте ми пари да купам, така. Јас што ви велам? Со мала преплата, како што вие на пример би преплатиле некаков си вестник да го читате, така. Значи вие помагате ние да достигнеме следно ниво. Да достигнеме ситуација во која што конечно ќе можеме ова да го правиме професионално, во многу поголем обем и на тој начин да помогнеме уште повеќе на македонците. И пак ќе ве прашам сега до овој момент. Што од сето ова јас вас сум ви наплатил? Дали има некоја материја каде што јас сум ви кажал вие не можете да ја гледате додека не ми платите? Од друга страна, ако вие се ставите на моје место, како вие би го направиле ова да биде професионално, ако не е на овој начин? Што значи дека прво, наместо да тресете вакви зелени, дека сум наплакел за мојата работа, значи заблагодарете се на оние луѓе на Patreon заедницата кои што одвоиле од сопствениот џеп за да ни помогнат да го издигнеме ова на повисоко ниво. Се разбираме? Значи вакви глупости ќе ве замолам да не тресете затоа што навистина ова е навредливо. Втора многу битна работа која што треба да забележиме е веднаш ви кажувам. Значи го опремаме, значи самото студио потребно е време, јас постојано ви зборувам, значи јас уште еднаш ова го правам и сум рекол дека ќе го направам како и досега кога нешто сум ветил, сум го исполнил. Што значи дека го работиме ова чекор по чекор. Моментално значи треба да дојдат да се инсталираат како што кажав, значи овие звучни панели, да се донесе мебел од на во нашата канцеларија, но нормално овдека луѓето кои што ми помагаат, оние мои македонци, исто така имаат работни задачи, исто така си имаат своја работа, што значи дека не можат мене кога ми одговара да дојдат и да работат тоа што мене ми одговара, се разбираме. Така да сето ова мора да оди чекор по чекор, нема друг начин, но се движиме кон оно ниво на професионализам за кое што јас постојано зборувам. Така. Од друга страна, морам да ви напоменам уште некои битни работи. Значи, на страна од тоа што ние моментално имаме Patreon заедница во Македонија. И оваа Patreon заедница на вистина, како изгледа, има голем потенцијал да ни помогне ова да го направиме на многу повисоко ниво, на многу попрофесионално ниво. Со некоја минимална преплата, која што нив ќе им даде привилегии да ги гледаат нашите видеа порано, дополнително им дава привилегија да им одговорам директно на нивните пораки, како и им дава привилегија еднаш во месецот да организираме прашање на заедницата само за нив, која што повторно ќе биде достапни до целиот канал, до сите македонци, откако ќе биде реализирано ова видео. Се разбираме? Значи, нормално мораме да им дадеме привилегии. Втора битна работа. Англискиот канал е буквално на повидок. Значи, наскоро ќе почнеме да работиме активно на англискиот канал, што значи дека ефективно ќе дојдеме во ситуација и таму да имаме Patreon заедница, Криптославија, и таму да имаме луѓе кои што ќе учат, кои што ќе помагаат, затоа што друштво со 10 евра од Македонија јас не можам да го подигнам каналов на професионално ниво. Не знам вие како го замислувате тоа, се разбираме. Втора битна работа. Доколку сакам да го подигнам на професионално ниво, не е потребно само еден човек, се разбираме. Значи јас колку и да сум добар во тоа што ја изработувам мојата материја,
Ако не е видео едитирана, тоа не е професионална материја. Ако немам соодветни луѓе кои што ќе помагаат во организирање на заедницата, во организирање на, пак ќе кажам, значи други канали, потенцијални подкасти и така натаму, значи едноставно не можам се тоа да го работам јас сам. Се разбираме? Така да поради сите овие причини потребно ми е време да ги соберем овие финансии или да ги соберам барем изворите на овие финансии за да можеме да го дигнеме каналот на на повисоко професионално ниво. И нормално не само што ќе имаме англиски канал кој што верувајте ми на англичаните ќе им наплатам или на сите оние кои што зборуваат англиски, тоа што не го правам на македонците, ќе побараме и спонзори. Значи јас не гледам овдека паника, не гледам причина за паника, затоа што пак ќе кажам. Значи ако може на нашиот канал да стои една лименка Скопско или пак не знам Стоби Флипс или такво нешто, ја не гледам причина зашто не би го направил тоа баш од тој аспект, затоа што многу побрзо ќе стигнеме до да можеме да се посветиме на ова со полно работно време. Се разбираме? Така да, значи ако имате вакви мисли, јас би ви препорачал да си ги задржите за себе, затоа што на крајот од денот јас друг начин не гледам како да го направиме ова да биде што побрзо и што подобро за целата македонска заедница. Ако имате подобри идеи, слободно споделете ги со мене. Но доколку немате, оставете да го правиме тоа што мислиме дека е правилно, со цел да можеме да стигнеме до нивото кое што на сите ни одговара. Се разбираме? Ја не гледам причина зошто на ниту еден македонец во светот не би му одговарало овој канал да дојде на следното професионално ниво. Значи, уште еднаш ќе кажам, ако јас сум можел за 365 дена наназад да изработам 367 видеа без ниту едно евро наплатено од македонците, каде што поголемиот дел од овие видеа се повеќе од 1 час. Дополнително не заборавајте дека јас ова го работам додека имам своја кариера, имам фамилија, често патувам во Македонија, значи сите овие работи мене на некој начин ми пречат по работата на каналот. Сега замислете кога јас ова би го работел професионално. Така да, знаете како, на крајот од денов, значи мора да ни дозволите да смениме некои работи на каналов, за да дојдеме во ситуација да биде уште подобра самата материја. Уште еднаш, не можеме со ова прво почетно ниво каде што сето ова го правиме како хоби, така, непрофесионално, да продолжиме понатаму ако сакаме ова да биде со уште повисок квалитет, со уште поголем интензитет и со уште поголем обем. Мораме да го направиме ова на комерцијален начин, значи не постои друг начин, така? Што значи, во следниот период ќе пробаме да побараме и спонзори. Уште еднаш ќе кажам, тоа се начини на кои што ние можеме да го надградиме нашиот канал, да има соодветни финансии кои што ќе ни дозволат не само јас, туку и другите 20 членови кои што се делат на нашиот канал, да можат целосно се посветат на работата на каналот. Така да, уште еднаш ќе ви го кажам ова. Или бидете покровители на описменувањето од финансиски аспект на македонската нација, или продолжите да следите нашата работа, каде што од буквално дното на срцето се обидувам да допринесам што можам повеќе за македонците ширум светот, и ако сум дал ветување дека никогаш македонците нема да платат за едукација на мојот канал, тоа така и ќе остане, или задржите си ги мислите за вас. Во секој случај, значи, ако сум рекол дека ќе го дигнеме канал на следниот чекор, јас ќе дадам се од себе да го направиме тоа. Така да поддржете не, за да можеме ние да направиме уште повеќе за вас како македонци, како македонска заедница ширум светот. Ви благодарам, нормално, како и секогаш. Се надевам дека ќе се приклучите во нашата работа и понатаму и нормално се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџија.